Општинската изборна комисија на Крива Паланка по утврдените конечни резултати од гласањето на локалните избори 2013 во среда на 3 април на пригодна свечаност во големата сала на општинската зграда му го додали уверението за освоениот 4-годишен мандат на староновиот градоначалник на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски. На церемонијата присуствуваа голем број вработени во локалната самоуправа, меѓутоа и многу други граѓани. Уверението со кое се потврдува победата во првиот круг од локалните избори на Алексовски му го врачи председателот на Кривопаланечката општинска изборна комисија Ѓорѓе Ристовски, воедно посакувајќи му многу здравје и успех во извршувањето на одговорната функција следните 4 години. Гласуваме резултатите од локалните избори 2013 година за избор на советници во Советот на општина Крива Паланка и за градоначалник на општина Крива Паланка, одржани на 24 март 2013 година. За градоначалник на општината е избран господинот Арсенчо Алексовски. И од целата општинска изборна комисија му го честитам изборот, пожелувам успешна работа, многу здравје и среќа. Од општинската изборна комисија меѓу другото изразија задоволство што изборите на денот на гласањето минале во мирна и демократска атмосфера, зашто зборува и фактот дека бил поднесен еден единствен приговор кој подосна не минал ниту кај ДИК, ниту во управниот суд. Дополнителна символика на свеченоста и даде и нововостановената традиција на предавање на клучот на градот. Првиот чувар на овој символ на општинската власт ќе биде староновиот градоначалник, а му го предаде директорот на локалната установа Градски музеј Драган Величковски. Од своите соработници во општинската администрација пак Алексовски беше пријатно изненаден со символичен подарок. Заблагодарувајќи се за огромната поддршка од граѓаните, Алексовски уште еднаш нагласи дека тоа представува најголемото признание за резултатите постигнати во неговиот претходен мандат. Еве денеска формалниот дел помини изборите се одржаа на 24 март, како што знаеме. Јас се сакам да се заблагодарам уште еднаш на сите оние кои го дадоа својот глас за мене, на сите оние кои ми ја дадоа довербата да ја водам општината во наредните 4 години. Мислам дека тоа ќе го оправдам, мислам дека сите ветени проекти кои ги имам ветено во програмата ќе ги реализирам. Реализирам и други проекти кои не се ветени, но ќе искочат со тек на времето. Ми беше предадено од страна на председателот на избирачката комисија уверението и на некој начин од оваа година го становивме едно символично предавање и на клучот на градот, на општината. Мислам дека тоа е една убава традиција која ќе се продолжи понатаму, клуч кој ќе се предава од градоначалник на градоначалник, така да еве направивме една убава символика на целата оваа работа. Алексовски додава дека вториот мандат како прв човек на градот за него веќе не е само предизвик, туку и обврска. Порача дека ќе биде градоначалник на сите жители на општина Крива Паланка, без разлика на нивната партиска или друга припадност. Според него, избирачите од нашата општина и на овие, како и на изменатите два изборни циклуса во 2009 и 2011 година, покажале висок степен на демократска зрелост и го заслужуваат тоа. Не пропушти да ги спомене и предизвиците кои што го очекуваат на самиот почеток од новиот мандат. Предизвиците се опишани во програмата точно со датум, точно со време. И тие предизвици мораме да ги реализираме. Првите предизвици се улицата во населба Скрљава да се со Цонефрит да се асфалтира, втора е патот до село Конопница, трето е 9 градски улици кои распишавме тендер и мостот на Куковдол и набавка на машините за јавното предпријатие Комуналец. Сите овие предизвици мора да бидат завршени до 2013 година, бидејќи така е запишано во програмата и тоа мора така да го реализираме. Јас повторно ќе кажам, сето она што е ветено ќе биде исполнето и мораме да го завршиме онака како што сме го ветени, а можеби подобро. Градоначалникот Арсенчо Алексовски, како кандидат на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, својот втор мандат го доби во првиот круг, освојувајќи 53,1% од гласовите, наспроти 43,81% на неговиот против кандидат Горанчо Младеновски од СДСМ и Сојузот за еднината. На изборите во нашата општина од вкупно 17.169 лица запишани во избирачкиот список, на гласање излегува рекордни 80,82%. Согласно изборните резултати,
Новиот совет на општина Крива Паланка, кој брои 19 членови, ќе биде составен од 9 советници од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, 8 од СДСМ и Сојузот за еднината и 20 советници од редовите на Демократската обнова на Македонија. Уверенијата на новите членови на општинскиот совет ќе им бидат доделени набргу, пошто ќе се одржи конститутивната седница на ова тело.